почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Модерен ски центар кој ќе биде еден од 5 најголеми центри на Балканот ќе се гради на Осоговските планини на Царе Врв. Според најавите од владата се предвидува да се инвестираат 100 милиони евра. Царев Врв на Осоговските планини влегува во наредниот 6-годишен план на владата за развој на туризмот и за инвестирање во изградбата на нов скијачки центар. Според предвидувањата, треба да се вложат вкупно 100 милиони евра, од кои половина се од државниот буџет, а проектот е дел од владиниот интервентен план за инвестиции за периодот до 2027 година. Идејата за инвестирање во овој ски центар не е нова, односно за неа се зборува во изминатите 15 на години, но конечната одлука да се преземе нешто конкретно е резултат на координацијата на градоначалниците од источниот и североисточниот регион. Потврда за прифаќањето на овој проект, паралелно со инвестирањето во скијачки центар на Попова шапка, даде премиерот Заев на неговата неодамнешна пресконференција. Ја развивме и завршена е физибилити студијата за ски туристичкиот центар Царев Врв, Осоговските планини. Намерата е да одиме со јавно-приватно партнерство, вредноста е околу 50 милиони евра. Верувам дека со развојот на првиот проект веднаш ќе продуцираме интерес и за вториот, затоа што навистина представува одлична скијачка дестинација. Со физибилити студијата за Царев Врв е предвидено на површина од 316 хектари да се изградат поголем број сместувачки капацитети од типот на хотели и хостели со околу 9000 легла. Исто така треба да има над 30 скијачки и патеки за бординг со вкупна должина од 60 на километри, како и соодветни ски лифтови и жичници. Целиот проект е амбициозен и треба да овозможи дополнителен развој на планинскиот туризам во целиот источен и североисточен регион. Дали ќе се реализира според предвидената динамика и во определениот рок, доправа ќе се види. На пресконференцијата премиерот Заев најави и други инфраструктурни капитални инвестиции во регионот, пред се во енергетиката, меѓу кои беа споменати и фотонапонските централи во Кочани. Фотонапонски централи што се реализираат веќе и дел во следниот период ќе продолжат да се реализираат во Македонски Брод и во Свети Николе на државните локации, но на многу други приватни локации. Пуштивме веќе во Неготинско, во Брвеница и на други локации за 60 мегавати, вкупната вредност е некаде околу 40 милиони евра. Фотонапонски централи во Кочани, исто така приватни инвестиции, домашни компании, вредност на инвестицијата 5 милиони евра, завршени се постапките, очекуваме почеток на изградба во следните неколку месеци. За изградбата на фотонапонски централи, општина Кочани веќе продаде парцели со површина меѓу 19 и 24.000 квадратни метри, што се наоѓаат во катастарската општина Тракање. Од нивната продажба беше планиран приход во висина од околу 30 милиони денари. Поради подобрувањето на состојбата со пандемијата, од 1 јуни престанува обврската за носење маски на отворено. Модуларната ковид болница во Кочани веќе нема хоспитализирани и ќе ги прима само акутните случаи. Во модуларната ковид болница во Кочани веќе нема ниту еден хоспитализиран пациент. Незините простории се испразнети, а дел од медицинскиот персонал што беше ангажиран ќе продолжи да работи со лицата кои имаат полесни симптоми и се третираат како акутни случаи. Сепак, вратите на објектот нема да бидат затворени, односно истиот ќе се користи како триажна амбуланта, а ако бидат регистрирани пациенти со потешки симптоми ќе се препраќаат на лекување во инфективните клиники. Директорот на општа болница со проширена дејност, Александар Серафимов, во краткиот телефонски разговор за Канал 8 информираше дека по повеќе од една година за прв пат може да се забележи намалено присуство на пациенти, поради што и медицинските лица ќе можат да здивнат од притисокот во изминатиот период. Во меѓувреме од владата потврдија дека главниот координативен COVID-19 кризен штаб ги прифатил препораките на Комисијата за заразни болести за олабавување на мерките. Тоа значи дека од 1 јуни ќе престане да важи обврската за носење маски на отворено, со препорака сепак да се користи маска кога лицата се во поголема група. Освен тоа, останува во важност мерката за задолжително носење маска во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простории. Истовремено ќе се дозволи присуство на публика на спортски надпревари што се одржуваат на отворен простор, и тоа до 30% од вкупниот капацитет на посетители.
со задолжително почитување на расстојанието. Се укинува мерката за забрана за групирање на јавен простор на не повеќе од 4 лица, а се предлага да се дозволи и организирање свадби, прослави и веселби на отворено со максимум до 100 лица, но не повеќе од 50% од капацитетот на просторот. Инаку, според најновиот извештај од Министерството за здравство, во моментот на подрачјето на Кочани и Виница, ковид активни се по 18 лица. При тоа во Виничко оздравени се 3, а во Кочани 1 лице. Ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари викендов беа гости во Република Бугарија и настапија на фестивалот на танцот во градот Гоце Делчев. Посетата се реализираше во рамките на проектот од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија во партнерство на Источниот плански регион и бугарската општина Гоце Делчев. Официјални средби имаа и градоначалниците на двете општини – Кочани и Гоце Делчев. Како резултат на културната соработка меѓу општините Кочани и Гоце Делчев од Република Бугарија, членови од репрезентативната група на ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и играорци од фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, викендов беа специјални гости и настапија во Бугарија на традиционалниот меѓународен фестивал на танцот. Официјални средби имаа и градоначалниците на двете општини – Кочани и Гоце Делчев. Средбата на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев со градоначалникот на општина Гоце Делчев и со неговиот заменик Владимир Москов и Валери Сарандов представувала можност да се запознаат со реализираните проекти со средства од фондовите на Европската Унија и да разговараат за идно заедничко аплицирање со проекти од програмата за прекугранична соработка. Пренесените искуства од пријателската општина се значајни за надградување на тамошната соработка, истакна градоначалникот Николчо Илиев. Посетата е активност во рамки на проектот Нашето заедничко минато, патека за заедничка иднина, финансиран од Европската Унија во рамките на вториот повик на Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија, во кој проектни партнери се Центарот за развој на Источниот плански регион и општина Гоце Делчев. Со овој проект во Кочани е реализирана реконструкцијата на мултикултурниот центар. Возвратна посета се очекува во јули, а културните настани се планира да се вклопат во манифестацијата Петровденски конаци. Освен настапувањето, членовите на Кочанскиот ансамбл имаа можност да учествуваат и на семинарот за традиционална игра, чиј предавач беше професорот Георги Гаров од ансамблот Пирин. При тоа имаа прилика да го научат четворно оро. Ансамблот беше најавен таму на концертот како специјален гостин на фестивалот. Инаку називот на фестивалот беше Меѓународен ден на танцот. Голема благодарност до општина Гоце Делчев од Република Бугарија за гостопримството. Исто така сакам да се заблагодарам лично на професорот Георги Гаров од ансамблот Пирин, кој беше професор таму на семинарот и имавме прилика да учествуваме на семинарот и да научиме неколку традиционални танци од Република Бугарија. Нашиот ансамбл учествуваше со репрезентативната група на ансамблот и на фестивалот се представија со една кореографија на сценска адаптација. Ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани по паузата поради мерките и здравствената криза со COVID-19 од 1 јуни повторно стартува со пробите и активностите, секако со почитување на мерките и протоколот за работа издаден од Министерството за здравство. Георгиев рече дека иако ансамблот е ново формиран пред година и пол, сепак за кратко време стекна голем број пријатели и соработници, поради што има добиено покани за учество на фестивали во земјава и странство. Но кои од нив ќе бидат реализирани, зависи од здравствената криза и пандемијата со COVID-19. Семинари работилница за изработка на гајда, како и за поголема промоција на народниот инструмент се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Проектот се реализира во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и Министерството за култура. Работилница и семинар за начинот на изработка на гајда се одржа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Преку предавања за народниот инструмент ќе се достигне целта на семинарот, а тоа е приближување на гајдата до младите и негово изучување, како за свирење, така и за изработка.
Предавачи беа професор доктор Родна Величковска, етномузиколог од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и Драги Атанасов, раководител на фолклорниот ансамбл Мугри, кој меѓу другото изработува и народни инструменти. Јас се одлучив да одржам предавање во врска со етноорганологијата, значи општо за етноорганологијата, потоа за народните музички инструменти воопшто, класификацијата на музичките инструменти и на крај после класификацијата ќе следи предавањето во врска со инструментот гајда, кој е тема на ова наша работилница, каде што ќе биде представена гајдата со сите негови делови, сите арголошки особености на гајдата, ќе биде истакнати музичките особености на гајдата, градбата на гајдбата и сето така, а сето тоа ќе го прикажат нашите млади и талентирани деца кои ќе бидат и идни и изготвувачи на гајди. Величковска ја истакна поддршката на Центарот за култура Бели Мугри за реализација на работилницата, преку која се негува македонската традиција и култура. Учесници на семинарот се 20 на млади лица од Кочани, кои преку предавања и практична работа ќе ги учат составните делови на гајдата и основните вештини како тие се изработуваат. Има голем интерес меѓу младите за оваа работилница, а присутни се и студенти кои дипломираа на Академијата во Штип. Солидното работење на ансамблот за фолклор во Центарот за култура во Кочани, раководен од Драги Атанасов, представува добра основа за обука на млади лица за изучување на народните инструменти. Членовите на ансамблот Мугри се добитници на голем број награди на фестивалот во Долнени, меѓу кои Гран При наградата, и се одлични пренесувачи на традицијата од Кочанскиот регион. Намерата и како идеја беше при самата подготовка на проектот што поблиско да ги запознаеме помладата публика и помладата генерација, бидејќи тие многу малку знаат за овој вид инструменти или скоро и многу малку се запознаени со таков вид на инструмент. Ние не само и овде што ги имаме овие инструменти, ги гаеме и преку ансамблот на самите проби, при самите настани, на сцените, на фестивалите, а за тоа го имаме како потврда и добиените награди. Целта е да овие традиционални инструменти ги задржиме како наши македонски инструменти и ги пренесеме на помладата генерација. Работилницата и семинарот за гајда финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, а како проект се реализира во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и Центарот за култура Бели Мугри. Познати добитниците на наградите на 46-тиот детски поетски фестивал Мајски цвет, што се реализираше во организација на библиотеката Искра од Кочани. Поради тековната реконструкција на библиотечните простории и присуството на пандемијата COVID-19, фестивалот годинава се реализираше онлайн. На покана и повик на јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани до училиштата, библиотеките и литературните клубови од општина Кочани и регионот за учество на ученици од 6 до 9 оделение на 46-тиот поред детски поетски фестивал Мајски цвет. Свои творби испратија 17 ученици од 6 основни училишта и 5 библиотеки и литературни клубови од регионот. Координатор на фестивалот Евангелија Цавкова, виш библиотекар, а комисијата во состав Магдалена Кочовска-Салтирова председател, Илија Захариев и Верица Паунова Дамеска членови, оценија дека поетските творби годинава се карактеризираат со висока поетска изразност, ритмичност и рима и сите носат силна порака. Освен прва, втора и трета награда, доделени се и награди за 3 пофалени песни и учесници, од кои што една е пофалена песна за посебен литературен есеистички израз во поетска форма. Прва пофалена песна и учесник Мелани Ѓоргиева, 6-то оделение од Основното училиште Климент Охридски Облешево, ментон Верица Иванова за песната Великден. Втора пофалена песна е на ученичката Мартина Ефремова, 8-то оделение од Основното училиште Страшо Пинџор, село Соколарци Чешиново, ментор Тодорка Стојменова за песната Другарство Алка која поврзува народи.
И трета, пофалена песна за посебен литературен есеистички израз во поетска форма на ученичката Андреја Димитровска, 9-то оделение од Основното училиште Свети Климент Охридски Делчево, ментор Габриела Димитровска. Песната е моќта на книгата во ова денешно време, невреме. Доделени се 2/3 награди и тоа: трета награда за песната Татковина, автор Анастасија Богданова, ученичка во 7-мо оделение, Основното училиште Раде Кратовче од Кочани, ментор Вера Стојкова. Трета награда за песната Пролетна песна на авторот Стефани Стојанова, ученичка во 9-то оделение во Основното, поточно во Општинската установа Дом на културата Злетовски рудар Пробиштип, литературен клуб Процвет, ментор Марија Трајчева, пријавена од Домот на културата. Втората награда ја добива песната Што е љубовта, автор Нина Бојановска, 9-то оделение, представник на литературниот клуб во склоп на Општинската установа Дом на култура Крстени Сирков, Свети Николе, ментор Валентина Алексова. Првата награда оваа година на 46-тото издание на Детскиот поетски фестивал припаѓа на песната Молитва за спас на ученичката Бранкица Јовевска, 6-то оделение, пријавена од Општинската установа Матична библиотека Коцо Рацин Певчево, ментор Габриела Костадинова. Традиционално во склоп на Детскиот поетски фестивал доделени се и награди за училиште кое му припадна на Основното училиште Гоце Делчев во Виница. Награда за ментор Сања Атанасовска од Основното училиште Никола Карев од Кочани. Награда за библиотека на јавната локална библиотека Илинден од Делчево. И за литературен клуб Процвет од Домот на културата Злетовски рудар Пробиштип. Од библиотеката Искра истакнаа дека оваа година фестивалот се реализираше без физичко присуство на учениците, поради тековната реконструкција на библиотечните простории и присуството на пандемијата COVID-19. А искрено се надеваат дека следната година фестивалот ќе се одржи со физичко присуство на учениците. Оваа година наградите на добитниците ќе им бидат врачени по пошта. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов го реализираа маршот за искачување на врвот Солунска глава. Активноста се реализираше 2 дена, а поволните временски услови овозможиле успешно реализирање на маршот, што е дел од годишната програма за работа. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани го реализираа планираниот марш по планината Јакупица. Главна цел на маршот беше врвот Солунска глава, кој со своите 2540 метри е еден од повисоките и поатрактивните планински врвови во нашата земја. Искачувањето до котата се реализираше во поволни временски услови и покрај остатоците од снег. Со тоа учесниците на маршот го остварија планот. За планинарите од Кочани беше организирано и ноќевање во планинарскиот дом Чеплес на 1450 метри. На вториот ден од маршот тие имаа полесни активности, односно го посетија водопадот и изворот на реката Бабуна. Исто така имаа и заеднички ручек во рибникот Нежилово. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.